Добро вечер и од мене гостин во ова издание на вести на Канал 5 Катарина Ивановска. Добро вечер, Катарина. Добро вечер. Значи не е Катерина, туку Катарина. Со Катарина. Да, често пати гледам грешки во медиумите. За тебе велат твоите пријатели те означува една кратенка од неколку од 4 букви, 3 У, 1 Ф, убава, умна, успешна и фина. Благодарам за моите пријатели. Сега слушнали ова претходно веќе. И сега една парафраза на една песна на Ленард Коен. Прво го освои Манхетен, а сега се обидуваш да го освоиш Холивуд. Па уште е рано да се каже дека настојувам тоа да го освојам Холивуд, но се надевам дека после нели филмот ќе ме забележи некој. Така, значи се согласуваш дека Манхетен веќе го освои. Точно. Така. Значи да појасниме за тие гледачи кои што не те познаваат најдобро. Катерина Ивановска е нашиот најуспешен модел, можеби најуспешен македонец, меѓу најуспешните македонци воопшто во Њујорк, во центарот на светот. Која е формулата од младата Македонија да се стане светска звезда, да се биде еден од најбраните модели во Њујорк? Па сега која е формулата? Не знам дали постои некоја формула, јас треба да се заблагодарам пред се на моето семејство, на мајка ми и татко ми, што ме направиле ваква каква што сум. Од 16 години веќе сум во Њујорк, вложено е многу време, многу труд, многу жртви и таков ми е и карактерот, све што правам со љубов и сигурна сум во тоа што го работам. Се посветив максимално на мојата кариера, на мојата манекенска кариера и сум таму каде што сум. И после 7-8 години во Њујорк дојде до кремот на кремот. Викторија Секрет од неодамна соработуваш со нив. Така. Да. Пред месец и пол дена го имав првото снимање за Викторија Секрет. После 4 мачни години, тоа секогаш се шегувам со моите пријатели, најверојатно им досади да ме одбиваат од кастинзи. И на крај конечно се решија да ме букираат за нив. Првото снимање се случи пред непол месец и пол дена за нивниот интернет, за нивната интернет страница. За среќа им се допаднав, ме повикаа повторно и сликав за нивниот новогодишен каталог. Тешко ли е да се трансформираш од манекенка, од модел во филмска дива, еве сега филмот? Ти имаш искуство пред камерите, се разбира, 7-8 години, меѓутоа овде се работи во филмот трето полувреме, да кажам само за нашите гледачи во кој што ја имаш главната улога, се работи еден поинаков вид, поинаков интензитет на емоции, тага, болка, љубов. Каква е таа трансформација, тешка ли? Многу луѓе мислат дека е исто, затоа што и пред снимање мое, нели кога снимам фотографии, се наоѓам пред камера и кога сега нели снимам филм, се наоѓам позади камера, тоест се извинам, пред камера. Но многу е различно затоа што пред фотоапарат треба да бидам јас, треба да бидам убава, да го продадам продуктот нели што го рекламирам и да молчам. Тоа е мојата работа. Так. Но пред филмските камери е живо. Значи, не сум јас, туку играм некој друг лик што треба да го живеам. Треба да заборавам на Катарина Ивановска, во моментов сум Ребека, и треба да внесам емоции. Едноставно се два различни света. Како ти оди тоа за сега? Со емоции? Мене ми оди многу добро, затоа што нели секој актер треба да има богат емотивен свет, што јас таа го поседувам, прем така ми рекоа другите. За сега супер, нели сме на половина од филмот, моите големи сцени тек доаѓаат, но сепак мислам дека треба да ги прашате другите, малце така, нести сум. Веќе ги прашувам и ова што го кажуваш е веќе потврдено. Кои се твоите лични очекувања од филмот? Претходно Лабина Митевска во 90-тите имаше еден огромен успех со Пред дождот. Дали можеби ќе ја надминеш Лабина, особено што се работи за филм една епска филмска сага за Македонија, за фудбалот, за љубовта, за евреите, филм со огромен потенцијал, најголемата филмска надеж во Македонија, јас го нарекувам филмот трето полувреме. Така. Што очекуваш ти конкретно? Кај се гледаш тука во целата ова прикажа? Значи, моја работа е јас да си ја завршам мојата работа како што треба, да дадам се од себе и тоа го правам. Се надевам дека филмот ќе биде прикажан на сите фестивали и нема да остане незабележан, затоа што прво Дарко Митревски е еден од нашите најпознати режисери. Позади него стои нели цела огромна продукција, глумци
и како што зборуваат они, не се разбирам толку многу во филмот, не е моја бранша, но вика дека нели се вложени најмногу пари, мислам финансии и дека ќе биде нешто, дури се надевам и на Оскар, зашто да не. Често пати слушаме дека на филмскиот свет има кавги меѓу звездите. Како се слагаш ти со Сашко Коцев, водечката машка угловна? Неќе мочи да се видиме со шалом. Се расправате ли кога ќе ви донесат шампања $10,000 наместо $20,000? Па добар, да, секојаш јас го пијам тој од 20, а Сашко го пие од 10, па така малце љубоморен, но единствена дама сум на сет. А се шегувам, тоа морам да кажам и во театар и во филм, ве молам повеќе жените да ги просирате, затоа што немаме ние женски улоги. И на сет сум само јас единствена дама, и сум со 50 мажи околу мене и ме чуваат и ги почитувам, имам нели постари колеги, многу убаво. Воопшто нема кавги и не сме такви се уште. Она што го гледаме од филмовите и од така. Сега едно прашање кое што претпоставам дека нема да биде провокативно. Во филмот има еротски сцени. Веќе помина во Охрид, ако не се лажам. Така, да. Како заврши тој дел од филмот? Па пред да почнем јас со снимање нели на филмот, ми го дадов сценариото и го прочитав, го дадов на моите родители. Мајка ми кажа: "Неле, зошто? Може некако да се избегне ова?" Морам да признам, исто бев малце скептична, малце со негативна енергија, исплашена затоа што сам прво ни јас не сум сликала никогаш такви фотографии, а второ сега да имам партнери, тоа да го правам во живо пред многу луѓе. Во пуританска Македонија, конзервативна Македонија. Точно. Барем навидо. И особено нели ликот на Ребека е конзервативна девојка. Но морам да признам, беше толку симпатична, беше толку едноставно лесно. Сашко многу ми помогна во тоа, нели со поголемо искуство од мене и не би го нарекла тоа еротско. Едноставно луѓето што не гледаат од страна викаат: "Заборавиле луѓето како водат љубов." Све е нели на порнографија, на еротско, али не беше ништо страшно. Многу природно, значи. Многу природно. Така. Хали Бери, Моника Белучи, Мила Јововиќ, Катерина Ивановска, Енди Макдауел, Джина Дейвис. Има ли некоја алка што е вишок во синџирот? Па да, сите овие нели претходно биле манекенки, па станале глумици. Фала што ме вброи во нив и се надевам дека и следниот пат интервјуа ќе го правиме во Холивуд. Со Господ напред. И уште едно прашање за крај. Македонка во Њујорк, како им објаснуваш на луѓето од каде си, каде е Македонија, што е Македонија? Да, понекогаш ќе кажам I am from Macedonia. Прво ме викаат Барселонија, nice place, викам Барселонија, окей. Некои луѓе знаат, некои луѓе не знаат. Го објаснувам како срцето на Балканот. Се пролило многу крв, многу војни, но ете, сме обстоиле, уште постоиме и сме на прибава држава која вреди да се посети. Катерина, ти благодарам што беше гостин овде и ти благодарам што си наш неформален амбасадор во Њујорк во Америка. Благодарам на поканата. Многу успехи понатаму во двете кариери. Благодарам.